Добар ден, го гледате првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Содржини за денешните актуелности гледајте во наредниот половина час. Почнуваме со темите на денот. Меѓународна научна конференција на Универзитетот Гоце Делчев. 150 научни трудови од земјава и странство на различни теми, меѓу кои прашањето за безбедност и проблемот со емигрантите. Развој на културниот туризам како начин на подобрување на квалитетот на живот во пограничниот регион. Ова е тема на денешната работилница во Делчево. Гроздоверите почнаа откупот на грозјето е во тек. Годинава Македонија има ретко квалитетна берба. Винариите задоволни, од исплатата задоволни и лозарите. Проблемот со миграцијата и прашањето по безбедноста беше една од темите на втората меѓународна научна конференција, насловена како Обштествените промени во глобалниот свет, која денес и утре ја организира Центарот за правно-политички истражувања при УГД, Универзитетот во Лиеж, Белгија и Правниот факултет при Државниот универзитет во Воронеж, Русија. Настанот е целосно поддржан од Рудници Саса. Според програмата предвидено е втората меѓународна научна конференција насловена како Обштествените промени во глобалниот свет да се одвива и во текот на утрешниот ден, со што ќе имаат можност учесници од повеќе земји од светот да дебатираат на повеќе од 150 трудови кои претежно се однесуваат на повеќе обштествени дисциплини. Ова е континуитет од минатата година, значи продолжение на минатогодишната конференција, бидејќи опфаќа доста динамични аспекти, е поширока, опфаќа правни науки, политички науки, комуникологија, социологија. Имаме гости од повеќе од 17 земји, пријавено над 150 трудови кои ќе бидат објавени во 3-томни зборник на трудови. Размена на мислења помеѓу научниците од од Европа. Ево коорганизација со Факултетот за правни и политички науки и криминологија од Универзитетот во Лиеж во Кралството Белгија и Државниот универзитет од Воронеж од Руската Федерација. И едноставно тоа е символика кога 3 универзитети организираат некој настан, укажува дека науката сепак нема некакви политички или било каков тип на бариери. Според Ананиев, политичките науки кои се теми на конференцијата не се во функција да ги решаваат геополитичките проблеми. Едно правило има во политички науки дека нема решение на проблем, туку имаме само надминување на проблем, а задачата на обштествените науки е да констатираат одредени состојби, да предложат одредени решенија и тие решенија доколку во одредена мера бидат прифатени, тоа значи дека науката го има постигнато она што требало да го постигне, значи да биде во функција на тие обштествени промени. Од перспективата на професор доктор Ананиев станува збор за развојни, а не ретроградни промени. Всушност, тоа е функцијата на обштествените науки, да констатираат и предложат одредени решенија, истакнува Ананиев. Конференција од ваков карактер, па и на други теми поврзани со дејности кои се одвиваат на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ќе продолжат во континуитет секој нареден месец, најави новиот ректор професор доктор Блажо Боев. Се случува секојдневна активност на универзитетот во делот на организирањето на научни конференции, меѓународни средби, меѓународни контакти на најразлични нивоа кои се несуваат во делот на истражувањата, образованието и науката. Тоа е секојдневно на универзитетот и очекувајте дека тие активности се заселат до крајни граници, мислам дека скоро секој месец има некоја активност. Кризата со мигрантите зазема се поголеми размери на Балканот. Дел од мигрантите транзитираат без документи за идентификација, што значи отворена врата на движење на терористички групи. Ова го елаборира асистент на правен факултет од Ниш, кој учествува на меѓународната научна конференција на УГД во Штип. Илјадници мигранти секојдневно бараат транзит од Грција преку Македонија, Србија до земјите од Европската унија. За миграцијската криза која се случува на Балканот, конкретно во Грција, Македонија и Србија, на денешната меѓународна конференција посветена на обштествените промени во глобалниот свет, говореше Иван Илич, асистент на правниот факултет во Ниш,
според кого решението на овој проблем не се наоѓа во Македонија и Србија како транзитни држави, туку во европските држави, кои пак, како на пример Унгарија, прават се мигрантите да не влезат на нивна територија. Затоа што е Маđarска Унгарија е член на Европската унија, нашите две држави не се членки на Европската унија и нормално дека се на удар на мигрантскиот бран, а сигурно постојат и други причини кои на сите ни се добро познати. Но она со што се соочува Србија се размислувањата дека мигрантите ќе се враќаат во Србија. Јас само го поставувам прашањето зошто да ги враќаат во Србија или Македонија. Тие не пристигнаа од таму, туку од една држава која исто така е членка на Европската унија, а тоа е Грција. Зошто тогаш не ги вратат во Грција? Зашто их не вратите во Грчку онда? Она што Македонија и Србија мора да го направат е да го контролираат секој кој влегува во државите, истакна Илич, напоминувајќи на една значајна опасност. Ја мислим да ту не можеме причати о неком религиском питању, имајќи виду да ти луѓе из Сирија таму доста има и православаца. Она што е значајно да се спречи потенцијалната опасност е дека некоја од тие групи може би е терористичка, бидејќи знаеме дека во минатото имавме проблеми со такви работи. Знамо да сме имали проблеме у прошлости со таквим стварима. Заклучокот на Илич е дека проблемите се прават на вештачки начин, како резултат на политички игри за кои не сакаше да коментира. Продолжуваме со другите актуелности. Започна откупот на грозјето. Квалитетот годинава е одличен. Откупните цени се утврдени на државно ниво, а утврден е и рокот за исплата на откупениот род. Штипската винарија Езимит планира откуп и преработка на над 20 милиони килограми грозје од поширокиот регион. Езимит вино започна со преработката на грозјето од годинашнава реколта. Според одговорните во оваа фирма, грозјето е со висок квалитет, се работи деноноќно со цел да се искористат поволните временски услови за да се преработи секое зрно грозје. Ние сме многу задоволни од квалитетот, претежно од врнежите и сончевите денови се испадна како порачено, како што очекувавме и како што сакавме. Годинава Езимит вино планира откуп на 20 милиони килограми грозје, од кое дел ќе биде сместено во визбата во Штип, а дел во винарската визба во Лозово, која од неодамна е во сопственост на штипската фирма. Го проширихме нашиот капацитет, купивме нова винарска визба во Лозово и оваа година планираме да откупиме 15 милиони килограми грозје. Со тоа планираме да откупиме околината каде што се наоѓа визбата, потоа Велешката околина, Свети Николе и сите села што се наоѓаат во околината на визбата. Во Езимит вино на прво место се кооперантите. Парите за предаденото грозје им се исплаќаат истиот ден. Езимит останува на девизата донесено во визба добар квалитет и додека се отиде дома лозарот да биде веднаш исплатено грозјето. Во наредните денови, слично како и минатите години, ќе се откупува квалитетно грозје од сортите Вранец, Шардоне, Смедеревка, Мерлот, Каберне. Оваа училишна година започна со тропски температури. Ова е голем ризик фактор за ширење на зарази, предупредуваат епидемиолозите. Засега во регионот нема евидентиран зголемен број на пациенти со заразни заболувања, но за да остане состојбата таква, потребно е високо ниво на хигиена во училиштата. Со почетокот на учебната година, опасноста од заразни болести со оглед на високите температури може да биде ризик за децата во училиштата доколку не се внимава доволно на личната хигиена. Секој дете треба да знае дека одржувањето на хигиената може да спречи зарази од повеќе заболувања. Децата обично на предшколската возраст знаеме дека треба да се едуцират и да се учат на миењето на раци, дека треба родителите и тие што ги чуваат треба да инсистираат на нивна едукација, пасивно како треба да се употребуваат течните сапуни, додека школските деца треба поактивно да бидат едуцирани и со примери да им се кажува како се одржува личната хигиена, треба во тоалетите да има течни сапуни, средства за дезинфекција и хартиени брисачи. Дека раците, рековме дека и од порано, дека раците се обично често пренесување на многу заразни болести, меѓу кои што се хепатитот А, значи заразната жолтица, исто така на многу вирусни заболувања, ентероколитите меѓу кои други,
и многу други заболувања. Особено чистотата на просториите на образовните институции треба да е на високо ниво. Во текот на летниот распуст се изврши дезинфекција на училишните згради. Основните препарати за хигиена во една училишна зграда треба да се неизоставен дел. Значи хигиената која што се луѓето кои што одржуваат хигиеничарите во школските средини кај децата треба да бидат запознаени, едуцирани за средината таму како треба да ја одржуваат хигиената. Луѓето кои што ја одржуваат хигиената во болницата треба да бидат посебно едуцирани. Значи во Европа има сервиси за се различито. Значи различно е одржување хигиена во болница, различно е во школски установи, различно е за хигиената која што се одржува во домашни услови. Сега во 21. век, за да објаснуваме дека личната хигиена, дека треба туширање, дека треба миење на раци, дека треба течен сапун, дека сапунот не е дезинфекционо средство, дека сапунот само механички ги отстранува нечистотиите, додека дезинфекционото средство е друго кое што ги убива бактериите. Лекарите препорачуваат училиштата да превземат одредени мерки за хигиена, а тоалетите да се дезинфицираат почесто, односно пред почетокот на часовите, за време на големиот одмор, како и по часовите, се со цел да се спречи ширење на бактерии. Хуманитарни акции за помош на семејствата во социјален ризик се подготвуваат во Штип. Утре собирна акција во рамки на проектот Топол дом организира Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип, а наредната недела Сдруженијето Цивитас и Советот на млади организираат собирна акција за учениците во социјален ризик. Унија на жени на ВМРО ДПМН од Штип утре организира собирна акција Биди хуман донире за социјално загрозените семејства. Хуманитарната акција ќе се одржи на плоштадот на пријателството со почеток во 18 часот, каде сите хумани граѓани ќе можат да донираат се она што не им е потребно, а во исправна состојба и може да послужи на некој друг. Ова акција во склоп на акцијата Топол дом што ја организира Министерството за труд и социјална политика. Ги повикуваме сите хумани граѓани да учествуваат во оваа акција и да донираат она што им е повеќе во нивното семејство, во нивното домаќинство, а на некој можеби ќе му биде неопходно, како што е облека, средства за хигиена, играчки можеби, прибор за деца, покуќнина, па дури и мебел, ако имаат парчиња мебел, зошто да не, би можеле да ги донираме онаму каде што им се потребни, односно на оние најранливите категории на семејства во нашиот град. Хуманитарната акција за собирање на училишен материјал за деца од социјално загрозени семејства наредната недела организира и Советот на млади при општина Штип во соработка со Меѓународниот славјански универзитет, Американско катче и Сдруженијето Цивитас. Да ги повикам сите хумани луѓе да дојдат и да донираат било каков материјал од училишен прибор, како што се моливи пенкала и слично, кои што подоцна ќе бидат дадени на оние кои што најмногу им требаат. Совет на млади заедно со Славјанскиот универзитет, заедно со Сдруженијето Цивитас, со Американското катче и со помош на Црвениот крст ќе има штанд кој што ќе биде од 15 до 17 часот на 10.9.2015 година на малото плоштадче спротив објектот Нама. Акцијата да предизвикаме нечија насмевка се организира втора година поред. Минатата година со овој проект 23 ученици од основните и средните училишта добија ранец и целосен училишен прибор. 59 годишен кочанчанец со иницијали МД заработи кривична пријава. Осомничен е дека фалсификувал пари. Пријавениот со намера да се стекне со противправна имотна корист набавил 6 фалсификувани банкноти во апоениот по 100 евра и на 13 јули годинава во банка во Кочани, заедно со оригинални банкноти ги пуштил во оптек 6 фалсификувани банкноти и ги уплатил на својата девизна сметка. Денес дел од истокот беше во врела портокалова фаза, но актуелните високи температури не ја намалуваат грижата на граѓаните за обезбедување огревно дрво. Грејната сезона е на прагот, но недостигот од дрва и нивната цена се причина да се бараат други начини на загревање на просториите. Главна опција на граѓаните е електричната енергија, која годинава ќе грее поголем број домови од лани. Кризата на огревното дрво и понатаму продолжува. Годинава огревното дрво урива ценовни рекорди. За кубен метар веќе се плаќаат по 3000 и 3500 денари.
Вистински хаос се случува. Граѓаните молат Бога да потрае летото. Оние кои се уште не уплатиле било каде за огревно дрво и тие што немаат средства да си купат, знаат во каква ситуација се наоѓаат или како име речиси на самиот старт на грејната сезона. Многу од нив се уште не се снабдени со дрва. Не. Затоа што моментално се скапи, чекаме малку ако може да поевтинат. Ако може, ако не може, ќе тражиме други излази. Скапи се. Ако не на струја, па веројатно струја или други извори на енергија. У државните институции кај пензионерите дрвата не се качени, а кај приватните овие транспортери качени се слушам некоја цена до 3.500. Не. Немаше дрва, а и немаме пари на почетокот да пишаме се у списокот, а не уплатиме рата. И шом немаш рата, значи отпаѓа. Сега се интересирам, вика дека дрва нема. Сега пред малку бев у пензионерското, интересира се, вика за сега нема. Донесат ти лоши дрва, не убави, враќат ги парите, да си бараш на друго место. Меѓутоа, сега се поскапи. Сега овие приватните тражат над 3000 од кубик, тоа е многу. Домаќинствата за грејната сезона се во паника, дека зимава ќе останат без огрев. Тие не паметат дали некогаш цената на дрвото се искачила толку, освен тоа дрва тешко се наоѓаат. Велат секојдневно ги контактираме сите можни добавувачи, но безуспешно. Од Македонски шуми велат дека количините на огревното дрво се ограничени. Тие деновиве вршат продажба на огревно дрво, соборено покрај пенушка на ДАП и бука. Се повикуваат сите заинтересирани правни субјекти кои вршат промет на дрво да се пријават на огласот. Условите за учество се правниот субјект да поседува решение за промет на дрво и дрвни сортименти. Правното лице кое ќе склучи договор се обврзува дека максималната малопродажна цена ќе биде 3000 денари по метар кубен за ДАП и бука. Заинтересираните да се пријават на огласот во рок од 5 дена во подружниците кои работат во јавното предпријатие Македонски шуми. Делчево денес е домаќин на меѓународен форум за развој на културниот туризам. Како да се подобри животот во пограничниот регион. Ова е цел на проектот кој заеднички го реализираат Кут Гоце Делчев од Делчево и Сдруженијето Луѓе и традиции од Симитли, Бугарија. Денес Делчево беше домаќин на меѓународниот форум, кој е дел од проектот подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион, преку промоција и ревитализација на културното наследство, кој е во организација на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево и Сдруженијето Луѓе и традиции од село Брежани, општина Симитли. Ќе посета црквата Света Богородица, стариот дел на градот Делчево, и се разбира, потоа ќе поминеме во новиот дел на градот Делчево, каде сите тие треба да го разгледаат нашето место, да меморираат, а потоа да ќе ги испратиме во село Брежани, во партнерската организација Хора и традиции, каде што своите идеи и тоа што ќе им се допадне од нашиот град на професионалните уметници, тие ќе го насликаат и веќе на 8 септември во изложбената сала во општина Симитли ќе бидат презентирани сите нивни дела. Делчево ќе биде одлична инспирација за 10 уметници од двете страни. Ги има оние символики што го обележуваат македонскиот народ. Сакам да сликам пейсажи, значи тоа што е карактеристично за нашиот град, за нашата околина, нашата река, брегалница, која е богата со многу дрвја, поготово значи тополите. Работам на таа проблематика затоа што тополата како дрво е символ на издржливост, на вечност. Јас со носталгија се сеќавам на оние изминати години кога со мојот татко сме деле на оние средни наречени свиждања. Сега на оваа возраст може да кажам дека во секој случај добра идеја за да се вратат токму тие средби не само од аспект од социјален аспект, туку и од аспект на културно спојување, кое што го изгубиме со текот на годините.
Ова е еден убав начин за запознавање на два братски соседни народи како што се македонците и бугарите. Резултатите од сите вакви средби се секогаш добри, а се надевам дека и сега ќе биде така. Инаку проектот започна пред неколку месеци и досега се реализирани неколку активности во двете општини Делчево и Симитли. Главната цел е размена на добри практики во областа на туризмот и создавање на мрежа на информации за да се промовира регионот Делчево и Симитли како атрактивна дестинација за туризам. Крајната цел на овој проект е да го заживееме туризмот и во двата региона, а основната цел е да се зачува духовното богатство кое што го носи традицијата. Вкупниот буџет на проектот изнесува околу 90.000 евра и ќе трае околу 18 месеци. Распишан е меѓународен конкурс за карикатури на фестивалот Инвиница Веритас. Домот на културата Тоша Арсов Виница очекува карикатури од цел свет да бидат дел од овој традиционален реномиран фестивал на карикатури, кој годинава ќе се одржи од 19 до 23 октомври. Во пресрет на предстојниот 7ми фестивал на хумор и сатира Инвиница Веритас, Домот на културата Ацо Шопов Виница го распиша меѓународниот конкурс за карикатура на тема Светот е мал. Според условите на конкурсот, еден автор може да учествува со најмногу 3 карикатури, кои можат да се достават по електронски пат или мејл. Големината на карикатурите треба да биде во А4 формат, резолуција 300 пиксели во боја или црно-бели. Како што ни информираше директорот на Домот на културата Славко Данев, наградите ќе бидат во висина од 300, 200 и 100 евра. Конкурсот трае до 2 октомври, а прогласувањето на најдобрите ќе биде на отворањето на фестивалот, кој ќе се одржи од 19 до 23 октомври. Жирито кој ќе одлучува за изборот на карикатурите ќе биде во интернационален состав: Саша Димитриевиќ, карикатурист од Србија, Ивајло Цветков од Бугарија и Блаже Докуле од Македонија. Инаку и за ова издание на фестивалот Инвиница Веритас се најавува богата програма со звучни актерски имиња, работилници со карикатури и промоција на нови дела од познати афористичари. На 13 милиони деца не одат на училиште поради конфликтите на Блискиот Исток и Северна Африка, што ги уништува нивните надежи и иднина, предупреди Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ. Околу 13,7 од вкупно 34 милиони деца не одат на училиште во Сирија, Ирак, Јемен, Либија и Судан, што е вкупно 40% од децата во овие 5 држави. Речиси 9000 училишта во овие земји не се користат за својата намена, бидејќи се уништени, претворени во засолништа или под контрола на вооружени групи. По 2 дена меѓународната железничка станица Килети во Будимпешта ги отвори вратите за илјадниците мигранти. Бегалците од земјите зафатени од војна Сирија, Афганистан и други држави од Блискиот Исток со трчање влегуваат во вагоните. Камерите и фотоапаратите регистрираат како луѓето панично бараат место, влегувајќи дури и преку прозорците на возовите. Чешката полиција предизвика многобројни критики и реакции на социјалните мрежи заради воведувањето на најновата мерка на одбележување на бегалците со бројки. Полицијата ги симнува од пост бегалците и со маркер им пишува бројки на рацете, зашто полицијата тврди дека го олеснува регистрирањето на бегалците кои немаат документи, а влегуваат во земјата. Кинескиот претседател за време на војната парада во Пекинг најави намалување на армијата за 300.000 војници и порача дека Кина секогаш ќе оди по патот на мирољубив развој. Сепак и со намалувањето од 300.000 војници, Народната ослободителна армија на Кина, која брои 2,3 милиарди војници, ќе остане најбројна армија во светот. Момче од Тексас на возраст од 19 години се застрелало самото со пиштол додека си правело селфи. Момчето починало од прострелна рана во грлото во стан во Хјустон. Момчето почнало да прави фотографии со оружјето, одеднаш пиштолот испукал и тинејџерот бил смртно застрелан. Неговиот браточет бил во друга соба за време на трагичната несреќа.
Фудбалската репрезентација на Македонија со големи подготовки за квалификацијските надпревари против Луксембург, односно Шпанија. Во изминативе неколку дена напорно се подготвува за овие надпревари. Македонија на 5 септември ќе гостува во Луксембург, а 3 дена подоцна во Скопје ќе ја пречека Шпанија. Селекторот Љубинко Друловик за овие две средби повика 22 фудбалери поради повреда отпадна напаѓачот Јован Костовски. На негово место е повикан Крсте Велковски. Друловик реши да повика и трет голман, а тоа е Даниел Божиновски. Ова е се во овој дневник. Со нови содржини се гледаме во 20 часот. Пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.